Најновата музичка numera на Сара Меј со наслов Хероина, посветена на силните жени, на борбата со предизвиците кои што се појавуваат на патот во животот на жените, беше повод да го испиеме дена заедно утринското кафе и да дознаеме нешто повеќе околу самата numera и идејата и се разбира тимот кој што стои позадина. Сара, честитки за оваа нова numera која им е посветена на сите силни жени, а навистина ги има околу нас на секаде во голем број. Најчесто се невидливи, но преку твојата numera им се испраќа порака дека навистина се одличен пример за сите останати припаднички на понежниот пол. Ти благодарам, Иренче, премногу ми значи. Добро утро на тебе и на вашите гледачи. Баш како што кажа ти, некогаш хероините се невидливи, невидливо е нивното херојство, некогаш е невидлива и нивната битка, ама мислам дека секоја од нас длабоко во себе има некаква битка, има некаква борба. Дали е тоа жена која што се справува со на каса да работи до 4 сат, па да дојде да треба да оправа деца, потоа вечерта да се грижи за своите родители, не знам уште што да смисли во тек на денот, а да ја остане насмевката на лицето и да ја биде невидлива таа мака што она длабоко во себе ја носи тој товар. Така некако невидливо е, но сметам дека многу голем број од жените се многу големи хероини сами по себе. Нивната несовршеност е нивна совршеност. Мислам дека жената е една многу важна, како велат, алка од синџирот, една карика во постоењето. И оваа песна е баш да биде, мислам, оставена во наследство на постоењето, за да биде еден ветер во грб на сите хероини, да биде една мотивација и во оние моменти кога им е тешко и кога мислат дека не може да се справат со се што хендлаат во текот на денот, да биде една гушка, една виртуелна гушка, еден поздрав дека хероината не е сама и дека хероиниве се борат и дека паѓаат, но сепак стануваме и продолжуваме понатака во Жените е поддржана секако и од мажите. Заедно со тебе на оваа музичка numera работеше и Роберт Билбилов. Така е, да, па оваа песна не сака да каже ништо лошо за мажите. Ние сме едно со мажите и многу ги сакаме мажите, но верувам дека и мажите ќе се согласат дека жената е навистина едно величествено суштество. Имаме доста мажи, го имаме Дарен на Тамара, исто така имаме Деџиња од градинката Little Me, еден том исто така мажи во спотот, но Роберт е го има највеќе. А и тоа не е залудно, поради тоа што Роберт работеше на песната да звучи овака како што звучи, негов аранжманот и целосната продукција. На моје огромно задоволство, искрено, зашто Роберт го сметам за еден
4, просто беше пример. Но исто така за мене хероина и жена која што не работи, а всушност работи многу заради тоа што чување едно дете би рекла дека е full time job, на пример, а не па 2, 3, 4. Жена на село која што и покрај тоа што чува деца треба да меси леп, треба да се справува со да ги измолза кравите, да го продаде сирењето, да го скисели предходно. Така што имаме еден тон примери за хероини. Значи работа е и некој да не работи. Хероина е и жена која што нема деца, не мора да има деца. Мислам, хероина е и она жена која што се справува со моментот да сака да има деца и се бори со тоа е незината битка. Така што навистина херојството на жената е, сега стварно ќе ми дадат солзи на очи, не го планирав ова скрос, ама не можам да го објаснам јас, премногу сум мал пазл во целата слагалица на херојството на жените. Сама по себе е комплексна во незината глава, со незините хормони и со незините желби. Жената се бори заради тоа што она сака да направи све да е добро. Мислам, пазете, секогаш имаме исклучоци, познавам такви, нели не само од страната на жените и на мажите, и мажите се херои, но еве оваа песна е конкретно за жениве. Навистина ова песна во која секоја од нас може да се препознае на некој начин, би рекла дека подари една прекрасна химна на